Во третиот век се спомнува како Барцино или Баркина. Под Римското царство е мощне важно поморско место. Тогаш го носи името Колонија Иулија Фавентија Аугуста Пија. Кога во градот завладеа визготите и арапите, се јавува како Барша Луна, но кога во 9 век доаѓаат франци, ова провинција го добива името Марија Хиспаника, а нејзиниот главен град Барцелона. Денес е тоа срце на Каталонија, гордост и душа на ова една од 59 провинции на Шпанија, која високо по својата големина и убавина стои веднаш зад градот Мадрид. Каталонците со право ја возвишуваат Барцелона, а 4 милиони жители кои секојдневно се движат по незините сообраќајници ја обожаваат и се грижат за неа. Но секој град не е град без свое предградие. Ако се движите од Коста Брава према Барцелона, прво влегувате во Бадалона, која потоа ве внесува во самиот град. Тоа е кварт карактеристичен за секое поголемо место. Работничка населба во која зградите бавно темнеат од цивилото на денот, во чии станови се преживува, а жагорот на жителите секојдневно се зголемува. Тоа е бледата слика на Барцелона која веднаш исчезнува со појавата на првите асфалтирани патеки кои ве водат во блескавоста на само една Барцелона. Сигурна и мирно згрижена меѓу двата брега Трибидадо и Монджуик, Барцелона спокојно ја чува својата единственост и несебично се отвара кон Средоземјето и Европа. Барцелона најдобре искористи и ги соедини сите своји олеснителни особености од географската положба во Каталонија, или како што ја нарекуваат шпанците Каталуња, па денес представува и трето пристаниште на Медитеранот по големина по Марсеј и Дженова, но со своето значење и место положба цврсто стои на врвот. Но шпанците како врвни туристи кои во туризмот стојат на првата скала, размислуваат на се. Како секој добредоден од морето да го разгледа најатрактивниот дел од 24 километри долгиот град. Со наједноставно и во стилот на нивната атрактивност идеално решение. Овие два крајни дела се поврзани со жичара која директно од што туку пристигнатиот брод има возможува прошетка и гледка над Барцелона. Неверно знае да биде само овој древен брод Санта Марија на величествениот Колумбо, која баш не е во стилот со неговата славна историја, бидејќи многу лесно и често знае да се најде на дното и да биде често на реновирање. Но ете, ја имавме таа среќа и таа можност, дури оваа забелешка и да ја филмуваме. Но такво нешто не може да му се случи на незиниот газда, славниот Колумбо. Достоинствен и голем, како и што ни раскажувале за него, доминира во пристаништето, односно на плоштадот Плаза Пуерта де ла Паз. Овој споменик на Кристофор Коломбо, кој е висок 60 метри, а самата бронзена статуа на Коломбо 8 метри, богато раскажуваат за неговото минато. Ве навраќа на дамнешното патешествие на Коломбо, по тогаш се уште непознати мориња и континенти, кога во желбата да се запознае светот ја открива Америка. Изложен на бројни сомневања дека континентот е само бурна фантазија, Коломбо, ризикувајќи го животот на своите морепловци, борејќи се за укажаната доверба на кралицата Изабела, се враќа во саканата Шпанија со уште 6 индијанци, до тогаш со непозната боја на кожата, и ја потврдува својата непроценлива слава. А кралицата Изабела, во знак на благодарност кон искажаната верност и љубов, му ја подарува статуата да им раскажува на времињата.
И токму, од подножјето на овој шпански миленик, поднозете на Коломбо започнува, како што велат, најубавата улица во Европа – Лас Рамблас. Некогаш тука се наоѓале зидините на средновековната Барцелона, а денес е тоа широка улица, единствена по својот изглед и содржина. Единствена и по тоа што ретко некаде во некој град можете да најдете толку работи и толку нешта на само 1 километар колку е долга Лас Рамблас. Од љубов и забава, преку продажба на цвеќиња, книги, ексклузивни бутици за текстил и кожа до единствениот пазар кој не сме да се пропушти. Не само за да се купи, туку за да се види. Не се случило да се напушти овој кралски пазар, како и се нарекува, а во него да не остане барем и една пезета. Ако не биде за лешници или бадеми, или за киви, манго или свежите јагоди кои се нудат преку целата година, тогаш некој од многу бројните морски специјалитети сигурно ќе ви го испразнат джепот. И знаете што? Подобро вие да ги дадете и пробате нешто од овие вкусни и ексклузивни артикли, отколку некој случаен минувач да ви ги испразни вам. Овој дел од градот со тоа има и уште едно обележје на кое секој туристички водич неколку пати ќе ви обрне внимание и ќе ви препорача да не навлегувате длабоко во готската четврт која се претопува во улицата Рамблас. Улицата Рамблас е навистина срце на градот и негов најдинамичен дел, каде најдобро може да се види како живее Барцелона. А во Рамблас, Барцелона живее и дење и ноќе. И додека во дневните часови бројни музичари со својата музика ги забавуваат уличните минувачи и туристите кои ние за жал поради повремените дождови над градот не успеавме да ги снимиме, ноќните мигави такво нешто не можеше да ни се случи. Во затемнети дискобарови, во една густа атмосфера, каде сите гости желни за забава ја бараат љубовта и песната, музиката на Диего Кортес се следи со многу емоции и во еден здив.
Инаку, Рамблас е и улица на контрасти. Тука се банките, најскапите, но и најефтините хотели, разновидни дуќани, кина, вариетеи, разни барови, продавници за љубов и утеха ширум отворени особено за оние еднодневни посетители кои доаѓаат од морето, потоа ресторани, а кога дневното работно време ќе заврши, целиот Лас Рамблас се претвара во пасео место за шетање. Кое пота се претопува во плоштадот Каталонија, заведнаш да се претвори во најелегантната улица Пасео де Грација. Ова улица, од некогашниот мал пат, која поврзувал Барцелона со селото Грација, прерасна во најотмениот кварт во кој сите банки, туристички агенции, ексклузивни ресторани и модни бутици дишат во најсовремен стил, кој се уште отстапува местото на традицијата. Покрај новите времиња обстојуваат две невидени градби на шпанскиот чудак Гауди. Овој славен архитект во текот на своето творештво остави зад себе белег кој уште повеќе ја збогатува шпанската историја. Прекрасната каза Батло има фасада мозаично декорирана со керамика, препознатлива само за Гауди. А каза Мила, попозната како Лепедрера, не само што одушевува, туку избунува. Ова вистинско монументално здание и ден денеска со ова разбранета фасада ги разбранува сознанијата во архитектурата. Сите овие извиткани фигури се создадени од вентилациони цевки кои формираат една комплексна група на навистина чудни и абстрактни фигури. И сето ова не е чудно само за овие фигури, туку е чудно и за сите нас. И еве, погледнете и сами. Но неговото име остана запишано во историјата на светот по едно грандиозно, колосално дело кое одзема здив и плени, а што е символ на целата Барцелона. Тоа е Сеграда Фамилија. Колку што е голема, толку повеќе и ве збунува. Дали е оваа масивност одраз на Гаудовата сила, која колку што умел да биде голем, имал знаење таа тежина да ја претвори во строга елегантност. Кога во 1891 година овој чудак започнува да ја гради оваа света фамилија, заборава на се. Создавајќи ја оваа кула висока 107 метри, а требало да бидат 4, и својот живот го предава на оваа фамилија. Работејќи и живеејќи на овој простор, не заинтересиран за животот околу него, создава една сторија раскажана на едната и единствената создадена кула. Инспириран од 12 апостоли, Гауди живее однапред пред своето време, но сликајќи го процесот на раѓањето, животот и иднината, овој каталонски гений е влюбеник во пулсот на животот и творештвото, губејќи го трагично животот точно пред најсаканото дело Сеграда Фамилија, остана недоречен. Така, од тоа за шпанската историја кобна 1926 година, Сеграда Фамилија е повеќе мака од било што. Гауди се разделува од сето она што неизмерно го сака, не оставајќи ни пишан документ или проект како ја замислувал фамилијата, а уште помалку како да се заврши. Шпанците верно и желно даваат и ден денес доброволен приход за нејзиниот конечен изглед, но предпоставките за нејзиното завршување се протегаат и до наредните 200 години.
како да се каже се за Барцелона? Многу тешко, бидејќи се е единствено и несекојдневно. Барцелона се горде и со најдолгата улица Диагонала, која токму во таа диагонална положба широко и потполно право безгрижно се протега точно 12 километри. И колку што е строго прецизна во својата должина, толку е и убава. Зелените паркови и многобројните фасади од метал и стакло се само накид на незината чиста фигура. Велиме чиста, но тоа се однесува на цела Барцелона. За нас е навистина нерешлива равенка како еден град со 4 милиони жители може вака да блеска и да се одгледа во својата чистота. А каталонците велат, сите умни шпанци потекнуваат токму од Каталонија. Не можеме токму затоа да го заборавиме и Пабло Пикасо и неговите дела од така наречениот Барселона период, кои грижно се чуваат во двата постоечки музеја на овој славен сликар. Ние Пикасо не го заборавивме, но изгледа дека шпанците заборавија на туристи кои и во неделите доаѓаат да го разгледаат градот. Но секој нов ден во Барцелона представува и нејзина нова младост. Иако до Олимпијадата престојат уште околу 2000 дена, Барцелона се подготвува како да и престојат само 20. Всушност, за нејзините жители се вели дека живеат за коридата и фудбалот. Еве го вистинскиот доказ. Поминувајќи покрај славниот стадион Барцелона, наидовме на еден за нив секојдневна слика. Многу млади со огромна жар бара автограм од овој млад и прославен прв стрелец на светското фудбалско првенство во Мексико, Линекер. За тоа време во Барцелона никнуваат од корен нови стадиони и ресторани со едно исто обележје 1992 година. И додека во скутот на брдото Монжуик очукува иднината на 92-та, славното минато е сепак гордо исправено над неа. Централно внимание за сите туристи кои доаѓаат овдека во Барцелона се секако брдото Монжуик и неговото поднежје. Всушност, ова мало некогашно еврејско гробиште денеска е вистинска атракција за сите туристи. Има зошто, бидејќи има и што и да се види. Тука се Националниот музеј, односно Музејот на современата уметност. Тука е Етнолошкиот музеј, потоа галеријата Миньо. Тука е огромниот Луна парк, кој има што да покаже, кој навистина многу вреди. Тука се сите спортски терени кои ја очекуваат 1992 година, како и надалеку познато шпанско село Пуебло Еспањол. Пред влезу сме на чувеното шпанско село Пуебло Еспања. За него вела дека е Шпанија во мало. Направено е 1929 година, кога во Барцелона се одржуваше светската изложба со една единствена цел, како на светот наеднаш да му биде прикажана цела Шпанија. Секоја куќа представува една шпанска провинција. Тие секако што може да се забележи во верна големина и со пренесените најкарактеристични елементи, дури и градежниот материјал предпознатлив за секое шпанско поднебје. Овој трг, Трг Мајор, е главниот плоштад во Пуебло Еспањол, односно во шпанското село, и ја представува централната Шпанија. И како што Шпанија се протега на Пиренејскиот полуостров, така и секоја куќа представува една провинција – Андалузија, Муриција, Кастилја, Астурија и сите други.
старите стаклодувачи се единствените жители кои и даваат животен пулс на ова село, а малите дуќанчиња ве нудат да понесете барем еден сувенир за спомен. И ако некогаш некој ви рекол за нешто непознато дека е шпанско село за него, за вас веќе не е. Не е ни фламенгото кое е извирало од овие куќи како знак на несопирливата снага на шпанскиот менталитет. Acariciar tu pelo, de mi piel con tu piel. Acariciar tu pelo, besar tu labio. Samba, 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 baby. Samba, 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 baby. Samba, 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 baby. Samba, 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 baby. Ова што досега ви го раскажувавме за Барселона не може да биде се, но сепак не може да не се спомене и плоштадот Шпанија, Плаза де ла Еспања, најважниот всушност плоштад во Барселона. Да не се спомене дека тука се наоѓа коридата и жал ни е што за коридата не можеме да ви кажеме нешто повеќе, бидејќи се уште не е сезоната, таа започнува дури од месецот април. Штета што ова фонтана во мојата позадина, која се наоѓа пред Националниот музеј, се уште не работи, бидејќи према римската сторија во која се раскажува дека доколку фрлиш паричка во фонтаната, повторно ќе се вратиш во Рим, а инаку и во Барселона велат дека доколку фрлиш паричка ќе се вратиш. Ние би сакале повторно да се вратиме.